Нема помор на риби во Дојранското езеро, демантира градоначалникот Анго Ангов. Тој смирува да не се крева паника и да не се шират дезинформации, бидејќи станувало збор за нормална појава при мрестење на рибите. Сакам да кажем дека ситуацијата нема потреба од никаква дигање на паника, бидејќи се работи за период во кој што самата риба се мрести и доаѓа до вакви појави секоја година. Она што сакам да го напоменам е дека редовно се врши контрола на квалитетот на водата од страна на Институтот за јавно здравје и согласно извештаите кои што ни се доставуваат, квалитетот на водата е со добар квалитет и е добар за капење. Посебно во периодот кога доаѓа летната сезона се прават и почести контроли и морам да напоменам дека нема потреба од никакво загрижување. Од вчера на социјалните мрежи се споделуваат фотографии со мртви риби на крајбрежјето на езерото, но познавачите на Дојран за Телма велат дека станува збор само за риби, а доколку има еколошки проблем, водата ќе isфрли и други видови од богатиот животински свет во езерото. Ангов зборуваше и за појавата на пена која според некои граѓани е поради недоволно функционирање на колекторскиот систем. Што се однесува на констатациите за пењата која што се појавила покрај крайбрежјето, ваквата ситуација се појавува само тогаш кога има ветар и се појавуваат бранови, односно на природен пат се прочистува и езерото. Така да не знам поради кои причини се објавуваат вакви вести, а обично секогаш пред новата летна сезона, односно туристичка сезона, се шират вакви шпекулации кои што според мене или имаат умисла да наштетат на реномето на Дојран како туристичка дестинација или има некои други позадини. Така да не гледам никаков проблем во состојбата и во квалитетот на водата во Дојранското езеро. Дојран во моментов работи на изградба на нова пречистителна станица, бидејќи капацитетот на постојната е премал со оглед на брзото ширење на туристичките населби. Со последните врнежи и нивото на езерото повторно е над нулта кота.